Почитувани представници на пишаните електронските медиуми, веројатно ова пресконференција требаше да ја држат мојот син или мојата снајка Дамјан или Сашка, меѓутоа откако се во шок од вчерашниот ден, шок направен токму од матичната служба при Министерството за правда на Република Македонија. Мојот син и мојата снајка побара извод од матична книга на венчани и истите имаат добиено извод од матична книга на умрени. Значи, денот кога била нивната свадба е ставен како ден на нивната смрт. Можете ли замислите овие млади луѓе годишнината од брак секоја година на што ќе ги потсеќа и во каков шок се наоѓаат? Ова пресконференција ја држам затоа што имаме уште една потврда зошто младите се иселуваат од Република Македонија. Не од економски причини, туку од лошо функционирање на државата. Јас сум длабоко убеден дека овој перспективен и талентиран кадар со име Дијана Антониевиќ е вработена или од штабот на СДСМ или од штабот на ВМРО ДПМН. Целата наша администрација е наполнета со нивните кадри и во зависност од тоа дали се власт или опозиција, нив државата не им чини, а всушност не им чини од нивните кадри. Тоа е причината повеќе зошто останувам да се кандидирам за председател на Република Македонија, затоа што оваа државичка ќе може да функционира и да постои, додека сме се уште ние кадрите за време на Тито, а кадрите со завршени дипломи од Кајмерко и останатите ќе ја доведат државата и граѓаните до вакви траорни и смешни ситуации. И не е само тоа што денот на нивната свадба е направен ден на нивната смрт, туку побарале образец да им се издаде како меѓународен образец и тоа не е сторено, туку издаден обичен образец. Вакви таленти и вакви хуморески е полна нашата администрација. Например, во еден орган една господја се фали 6 месеца дека треба да биде правник и после 6 месеца на своите колеги во нивната HR служба им носи диплома за дипломиран економист. Не знаела каква диплома ќе добие. Ете, тоа е нашата администрација под водство или на ВМРО ДПМН или на Социјалдемократскиот сојуз и бидете сигурни дека тие во тоа нема да запрат. Затоа, почитувани пријатели, час поскоро треба да се направи тоа што треба да се направи. Оној што треба да остане во администрација, треба да остане, тие што не им е место треба да побараат работа на некое друго место, затоа што вака го завземаат работното место на оние што се совесни и одговорни. Јас сум длабоко убеден дека ваков превид не може да направи службеник кој што е школуван како што треба и кој што е совесен и одговорен и кој што има домашно воспитување да си го почитува левот и работното место. Само оние кои што со едномесечно лепење на плакати и одење од врата на врата со делење на флаери добиваат работни места, можат да прават вакви траорни и смешни и комични ситуации како што ни се случува на нашите граѓани. Да сме држава со закон, со ред и поредок, за оваа душевна болка што е нанелена на едни млади луѓе, оваа држава ќе треба да исплати милиони. Меѓутоа, ние, за жал, политичките партии правиме држава во која што секој граѓанин ќе биде незадоволен, вклучувајќи и самите актери на создавање на ова незадоволство. Дали имате некој прашање? Тоа единствено дали ви беше образложено од страна на институцијата како настанала оваа грешка и кои се можеби следните чекори? Што треба да образложат? Што треба да образложат? Секоја казна на оваа господја и на овие луѓе е мала што ќе им се изрече. Уште еднаш повторувам. Мојот син и мојата снајка, без разлика што се мој син и моја снајка, на било кој млад човек оде му се случи денот кога се венчале на годишнината од брак, на што ќе ги потсеќа? За навек. Ова е срамно нешто. Благодарам.